Затворањето на градинките во Струга ќе има последици врз мајките кои работат и ќе ги ограничи нивните можности за финансиска поддршка на семејството. Разочарувачки и засрамувачки е да се види дека нивните плати остануваат меѓу најниските во земјата. Овој јас во плати е навреда за жените и за професијата и дрзок потсетник на системската дискриминација во сите пори на нашето општество. Силно реагираат невладините организации, солидаризирајќи се со струшките негувателки, по најавата дека доколку за 2 дена општина Струга не им го реши работниот статус, ќе престанат да одат на работа. Заканата за затворање на градинка треба да биде повик за будење и да не потикне заедно и гневно да застанеме и да побараме почит, признавање и пред се соодветна парична компензација за трудот што овие жени го вложуваат. Негрижата за работничките во градинките истовремено е и силен напад врз економската независност на вработените мајки во заедницата. Станува збор за 21 негувателка кои работат со договор на дело, некои од нив цели 18 години. Ние велат не баравме решение наеднаш за сите, но бидејќи не добиваме нити достоинствена плата, решивме од 1 февруари да не доаѓаме на работа. Тоа значи ставање под клуч на градинките во кои секојдневно се згрижуваат над 500 дечиња. Општината велат нема слух да го реши проблемот, а некој од институциите не реагира, иако се информирани за се што ни се случува, додаваат тие. Проблемот во тоа што немаме здравствено осигурување, немаме пензионско осигурување, се ги бараме нашите права и како родители и како вработени во градинката, значи сите сме фамилијарни луѓе што сме со дечиња дома, со фамилија и 10.000 денари, а и помалку кога би биле, значи тоа не се ништо, со тоа ништо не се решава. Ниедна не сме вишок, значи имат помалку персонал, појче не. Ниедна не сме вишок, сите си ги заслужуваме местата, значи што ги имаме моментално. На вистина е безсмислено. Ако ние 20 души напуштиме на први, не знам кој ќе може да ги изгрижува децата, стварно. Договорите на дело ги потпишувале секој месец. Она што ја прели чашата е информацијата која стигнала до нив, дека наместо досегашните 10.000 денари, месечно ќе добиваат само 5.000 денари. Згорана се 4 месеци во годината се на неплатен одмор. Тие работат со надомест кој е 2 пати помал од минималната плата, а речиси 4 пати помал од официјалната просечна плата за декември 2023 година, во услови кога минималната синдикална кошничка изнесува над 56.000 денари.